Добре дојдовте во Македонија еден тим. Јас сум Јована Стојменовиќ. Јас сум Дамјан Дренковски, ми представува особено чест и задоволство што можам да ви посакам добре дојде во првата емисија на Македонија еден тим. Што сеќе се случува во движењето Тим Македонија? Од денес па натаму дознавате преку оваа ТВ емисија. Но Јована, што впрочем представува Тим Македонија? Тимот Македонија се оформи како иницијатива за поддршка на председателот Иванов. И официјално, оваа иницијатива веќе прерасна во движење. Тим Македонија од денес го стартува својот караван и постојано ќе биде на пат со господинот Иванов низ Македонија. Ќе ги следиме сите негови активностите на председателот и секако сите негови настани и средби. Се она што ќе биде негово секојдневие ќе биде презентирано токму во оваа ТВ емисија. За почеток, што представува движењето Тим Македонија? Да, деталите за Тим Македонија ќе ги дознаеме од пратеникот Илија Димовски. Добар ден. Добар ден. Повелете. Значи, Тим Македонија на граѓанска широка поддршка за кандидатот за председател Ѓорги Иванов. Во минатиот период многу луѓе и познати во јавноста, врвни доктори, академици, препознатливи лица од естрадата застанаа со поддршка, лична поддршка за председателот Иванов, но и обични граѓани секаде од Македонија. Тоа е овој концепт. Едноставно, чувството индивидуално на многу наши граѓани да се преточи во поддршка за кандидатот за председател. И тоа е по лична желба на оние луѓе кои што сакаат јавно и лично да го поддржат Иванов. Токму така да ја поддржат оваа иницијатива. Како е замислен целиот караван? Значи, ќе се обиколи цела Македонија? Да, караванот ќе биде секаде присутен низ Македонија. Почнува денес во Охрид и во околината на Охрид, ќе има многу непосредни средби, многу лични контакти, многу човечки однос помеѓу луѓето кои што се во Тимот Македонија, кандидатот за председател Иванов со сите граѓани на државата. Така, и претпоставам дека главна цел всушност е и граѓаните на Македонија, луѓето кои што ја немаат секојдневно таа можност да се видат и со председателот и со тимот, да го почувствуваат на непосреден начин тоа присуство таму и главната цел е граѓаните сами да разберат дека тие го бираат председателот на Република Македонија и на овој начин да имаат можност да ја покажат својата поддршка. Така, Илија, благодарам. Благодарам и јас. Во овој тим се вклучени голем број граѓани кои мислат добро на Македонија и ја гледаат нашата земја напред. Вчера се случи представувањето на тимот, па да видиме кој се е дел од него. Јас сум Владимир Велковски, дел од караванот на Тимот Македонија. Јас сум Александра Чубишева. Јас сум Ристе Волчев. Јас сум Стефан Ѓурасовик. Јас сум Нена Дживковиќ. Јас сум Моника Стојанова, студент на Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот Свети Кирил и Методи. И јас сум дел од караванот на Тимот Македонија. Јас сум одговорен за организација на кафе средби на младите со председателот Иванов. На овие средби, младите луѓе ќе можат да ја кажат своите идеи и сугестии за подобра Македонија. Моја одговорност се средбите со земјоделците кои ќе се случат во многу области на територијата на Република Македонија. На нив кандидатот за председател на Република Македонија, доктор Ѓорги Иванов, ќе ги сослуша сите проблеми и недостатоци со кои македонските земјоделци се соочуваат на терен. За таа цел ќе бидат превземени и многу мерки и активности со кои уште повеќе ќе се допринесе за подобрување на земјоделството како еден од значајните сектори во Република Македонија. Мојата одговорност во овој караван е да посредувам за средби помеѓу председателот и пензионерите, на кои тие ќе ги кажат своите пофалби и желби. Бидејќи Тимот Македонија во главно е составен од млади луѓе, тие млади луѓе се активни нели на социјалните мрежи. Јас ќе бидам одговорна за промоцијата на нашите активности на Тимот Македонија по социјалните мрежи. Сум одговорен за поставување на штандови низ целата држава и повикување на луѓето да се приклучат кон Тимот Македонија. Караванот ќе биде задолжен да оди по сите градови и да има средби со студентските организации и младинските организации, а воедно и со организациите на дисперзираните студии по градовите. Јас ќе бидам задолжен токму за овие средби на председателот Ѓорги Иванов
за средба со младите и студентите. До мене е возачот на автобусот кој што е дел од караванот, официјалниот автобус од караванот Тим Македонија го поддршка за кандидатурата на председател на Ѓорги Иванов. Дауд, добар ден и добре дојде. Добро ве најде. Дали си задоволен што овие неколку 30 на дена колку што ќе трае кампањата ќе го возиш автобусот во кој што ќе бидат поддржувачите на председателот Ѓорги Иванов? Мило ми и чест ми е да го возам во овој караван из Македонија, што е Тим на Македонија, така? И јас сум дел од тоа и ќе поминеме илјадници километри за да може да ги оствариме кампањата и ред други работи што се. Твоето возачко искуство се надевам дека е обемно, твојот бекграунд, твојата позадина е голема и така да не се секираат оние кои што ќе патуваат со тебе, само треба да се чувствуваат безбедно и да се опуштат при патувањето. Нормално, само спокојство. Си го сретнал ли некогаш председателот? Имал ли можност да се видиш, да поразговараш, да се запознаеш со него? Не сум сега кампања во прв пат ќе го се види. Сигурен си дека ќе го запознаеш? Нормално. Тоа ти го ветуваме и ние, ќе ја забележиме и со камера таа ваша средба со председателот. Целта на Тим Македонија е да повикува на силна поддршка за човекот кој неуморно и напорно работи за граѓаните на Република Македонија. Почитувајќи ја неговата работа и професија и секако почитувајќи го него лично како човек, многу македонски јавни познати личности дадоа поддршка и застанаа зад кандидатурата за председател на Ѓорге Иванов. Кои се тие? Дознаваме продолжение. Јас сум Петар Темелковски и јас сум дел од Тимот Македонија. Јас сум Ламбе Алабаковски и јас сум дел од Тимот Македонија. Јас сум Јордан Плевнеш и дел сум на Тимот Македонија. Јас сум Сенко Верлинов и јас сум дел од Тимот Македонија. Под слоганот Тим Македонија за Ѓорге Иванов, караванот тргна утрово во посета на Велгошти и Дебарца, а денот се заокружува со голем митинг во Охрид. И благодарам што бевте денеска со нас. Се гледаме повторно утре. Се гледаме.